Почитуван министър, драг Сергей, представници на медиумите, дозволете ми най-добре да изразам последна благодарност до моят колега Сергей Сакулович. Исто така и активни за това, че влече да постигнат разговор, ще го имахме днес много прекрасен амбиент на Ларва Горица, Црна Гора. И ако нашата последна средба с колегата Сакулович е поминат кратък период, останава фактом дека сме упатени на меѓусебна соработка и наш заеднички интерес е да имаме големи резултати и голем бенефит от оваа соработка за нашите граѓани, а пред се сакам да ги изтъкнам заложбите на двете министерства за вътрешни работи, пред се напредување на следната соработка, изтъкнувајќи посебно регионалната и меѓународната соработка во област на безбедност на нашите приоритети. Во таа насока особен интерес е напредување на и продолжувањето на билатералната и на оперативната меѓународна соработка со МВР на Црна Гора на полето на организираниот криминал, борбата против трговијата со луѓе и кримчањето на мигранти, трговијата со дрога, справувањето со илегалната миграција и секако тероризмот како клучни предизвици. Оваа денешна средба заедничка искористивме да ставиме акцент на заедничко учество во регионални и во меѓународни иницијативи, што ќе придонесат кон поефикасно координирање и спроведување на активности со останатите земји од регионот, градејќи заеднички став за прашање кои што се од заеден интерес на двете држави и на двата народи. Меѓу другото станува збор за две иницијативи на Министерството за вътрешни работи на Северна Македонија, кои што се наоѓаат секако во значајност. Прво е поставување на заеднички контакт центар како механизам за оперативно партнерство, пред се во заеднување на прекограничната соработка и борбата против организираниот криминал и тероризмот, преку брза размена на податоци на информации меѓу граничните и царинските агенции, а како правна рамка за регулирање на оваа наша амбициозна иницијатива ја користиме и Конвенцијата за полициска соработка на Југоисточна Европа. И втората иницијатива, која што ја предложи оваа средба и за која разговараме, се однесува на менеджирањето на миграцијските текови, поточно на спроведувањето на пактот за азил и миграција на Европската унија. Овој документ кој што е усвоен од страна на Европската унија во одредена метка се однесува и на земјите од нашиот регион. И во оваа смисла барахме Меѓународниот центар за развој на миграцијски политики да направи анализа на пактот од аспект на неговиот импакт врз нашите земји. Значи, што е таа заедничка политика на Европската унија и каков импакт, каков ефект има на целиот овој регион, посебно на нашите две земји. Верувам дека заедничкиот настав на така наречените трети земји, како што делува да не кажат, да не наречат во Европската унија, ќе биде од есенцијална важност за наш самите, за безбедноста на нашите земји, за безбедноста на нашите држави, а тоа ќе биде и модел како ќе градиме заеднички ставови по многу други прашања, кои што ќе натаргираат и нас, и Европската унија. Секако дека мора тука да го потенцирам прашањето на реадмисијата, односно како да се изнајдат методи, механизми, како да ни помогнат земјите членки на Европската унија да склучиме договори за реадмисија со земјите на потекло на мигранти кои што транзитираат и наоѓаат на територијата на нашите две држави. Еве уште еднаш сакам да изразам задоволство од оваа билатерална средба. Уште еднаш вратиме на силна порака на пријателство, на партнерство, на исклучително добра соработка помеѓу македонскиот и црногорскиот народ,
Северна Македонија и Црна Гора, и на нас ќе биде во наредниот период таа соработка да ја продлабочиме и во заеднички интерес, меѓутоа и во интерес на безбедноста на нашиот регион и на Европската Унија, имајќи во предвид значењето на геостратешкото положба кој што имаат нашите држави. Уште еднаш благодарам на